Милинковски ќе ја вклучиме ова утро и има да ни пренесе нешто многу интересно. Иванче, добро утро и повели, кажи ни од каде ни се јавуваш. Добро утро, Сузе, и до тебе. Добро утро и до сите гледачи на нашата утринска програма. Ќе зборуваме за една многу актуелна тема, многу значајна тема. Тема за која што мислам дека постојано треба и ние медиумите да ја фаќаме. Колку можеме тоа го правиме. Тоа е говорот на омраза, особено на интернет и ширењето на негативни коментари. Постојано се наоѓаме во некоја таква токсична атмосфера. Колку и да не сакаме, колку и да ние да не шириме говор на омраза, но кога ќе прочитаме некој коментар кој што е говор на омраза, сепак допира тоа до нас. Токму Македонски Телеком ја започна кампањата Омразата директно во корпа, или токму таму е местото на омразата. Затоа што опфаќа оваа кампања како да се справиме со говорот на омраза на интернет, ова утро ќе разговарам со веќе добро познатата актерка на нашата публика Изабела Јакимова или Изабела Пан, која што е вклучена директно во оваа кампања. Изабела, ќе ти посакам добро и убаво утро. Најнапред би те прашала како ти се справуваш со говорот на омраза на интернет и дали ти директно си била некогаш, да речам, мета на говор на омраза? Добро утро на тебе. Ви благодарам за поканата да гостувам во ова интервју. Инаку мојот одговор на вашето прашање е да. Долги години се бавам со јавна професија, дури пред да запишам Академија за драмски уметности правев некои видеа за YouTube и таму за прв пат се соочев со говор на омраза и се уште е таа присутна на многу мои излагања во јавноста. Начинот на кој јас се справувам со тоа е дека научив да го прифатам како таков, дека постои и дека она кога ти велат работи на себе за да ги надминеш тие коментари е всушност не да научиш да ги игнорираш, туку да го пронајдеш оно во себе дека тоа што ти го работиш не е погрешно и дека коментар кој содржи навреда не е конструктивен коментар кој може да го поддржи или да го унапреди твојот талент или да ти каже дали ти имаш талент за истото или не. Така да коментари од типот што содржат навреди, говор на омраза, најчесто алудираат на тоа дека истиот оној кој ги пишува има некој лична несреќа, некој незадоволство од себе и така ги прифаќам и така учам да се носам со нив. И ми е полесно и мислам дека тоа е точно, затоа што секогаш кога работам нешто што знам точно што правам, која порака сакам да ја испратам, таквите коментари не ме допираат. Да, сите треба да научиме да се справуваме со овие коментари, иако некогаш спомена и ти допираат до нас, свесно или несвесно, колку сака или не. Не е битно само да се кажуваат лоши зборови, луѓе кои што се кријат дури некогаш и за својот идентитет и пишуваат навредливи коментари, тоа кажува многу за нив. Како се тие вклучена директно во оваа кампања? Јас добив повик од Телеком да бидам дел од оваа кампања и го прифатив без двумење, затоа што сметам дека е важно да се зборува за оваа кампања. Сметам дека е важно луѓето да застанат против говорот на омраза, затоа што јас за да стигнам до овој стадиум во кој сум сега и да не влијае толку на мојата самодоверба, претходно сум имала многу падови, каде што тој говор на омраза, иако бил неоснован, многу влијал на тоа како јас ќе се чувствувам, дали ќе продолжам да работам оваа професија или не. Посебно луѓето кои се бават со јавна професија се многу изложени и сме мета на секакви осудувања, на секакви коментари, на секакви поентирања со прст, и вакви кампањи се важни и за младите, и за луѓето со јавна функција, па дури за оние кои не се присутни на интернет просториите, да не заборавиме дека говорот на омраза сега актуелен на интернет, но некогаш беше актуелен и во живо и се уште е. Така да поддржувам вакви кампањи, сметам дека треба постојано да се прават.
Да, но сега некако веројатно има повеќе влијание затоа што сите се присутни на интернет, буквално од мали деца до највозрасни луѓе кои што користат социјални мрежи и интернет и портали и сегде каде што можеме да сретнеме нели говорот на омраза. Може ли да ја покажеме оваа тоалетна хартија, односно каде завршува, каде треба да заврши говорот на омраза? Ти навистина, односно ти голем број на јавни личности, инфлуенсери си имате вклучено во оваа кампања кој што со многу интересни супер видеа покажувате каде стварно има местото на овие коментари. Така, ова е хартијата што ми ја дадој со која јас и многу мои други колеги во овој проект снимавме. Еве вака ќе ја покажам. Значи на оваа хартија се испишани разни коментари кои некои ќе ги препознаат, не сите ќе ги препознаат, затоа што дел од нив ние сме ги добивале, дел од нив и некој што во моментов ја гледа емисијата и ги пишувал, сигурно. Направена е во вид на тоалет хартија, затоа што сите знаеме каде оди искористената хартија. Немам што повеќе да кажам над прашањето каде треба да оди говорот на омраза, затоа што самата символика на оваа тоалет хартија кажува доволно за истото. Така, говорот на омраза оди во корпа, да се научиме сите, да се трудиме да не допира, но што е со оние со кои што мислам дека таму е нели главниот проблем, со оние кои што ги пишуваат тие одвратни, недолични коментари кои што навистина не заслужуваат нели да ги погледнеш, не па да ги прочиташ на некој начин, затоа што сите ние некогаш нели сме биле мета за некого и на некого не му се допаѓаме како изгледаме, како ни е наместена косата, каква облека носиме, но дали тоа всушност заслужува да биде за говор на омраза? Да ги потикнеме луѓето, затоа што ова е кампањата е нели за младите во случајов, но сепак ние сме сведоци дека и возрастни и големи, мислам, свесни луѓе се дел од тој круг на интернет кој што остава вакви неубави коментари. Јас сакам да додадам нова дека веројатно и ние во некој момент сме прошириле говор на омраза, свесно или несвесно. Еве, аз ке тргнам од себе си дека многу се трудам да работам на себе и нормално е дека имам некогаш и јас комплекси, фрустрации, не секогаш сум задоволна на сите полиња и најчесто мојата потреба да се бунтувам спрема некој и мојата потреба на некој да му коментирам како треба или не треба да се однесува доаѓа кога јас не сум задоволна од себе си и гледам нешто во тој некој друг што сакам јас да го поседувам. И најчесто говорот на омраза доаѓа од такви фрустрации. Кога некој човек можеби го живее животот што ние некогаш сме го посакувале, а не сме успеале да го имаме, па тогаш имаме потреба да му објасниме како треба, како не треба, да му напишеме колку е тој одвратен, колку е гнасен, колку не е морално одговорен и така натаму. И според мене дефиницијата и потребата на некој да му пишеш навреда е токму таа, затоа што има разлика од лоша критика, негативна критика, тоа е нешто конструктивно што мене ќе ми значи. Секогаш ми значи кога некој ќе ми рече дека представата немаше добар заплет. Еве, имам една колешка која често ми дава коментари и ми вика, окей, беше представата, ама ти фали заплет. Тоа е конструктивна критика. Јас таму не би требало да се налутам, треба да ја речам фала. Но ако ти мене ми кажеш одвратна си, зошто така, тогаш проблемот е во тебе. Да, супер поента, нели, да им покажем и да им покажем и на нашите гледачи, нели, сите оние кои што не гледаат, нели, во моментов или подоцна ќе го гледаат ова видео, како треба, нели, да се работи на себе и како да не им завидуваме на другите кои се и што се, туку работете си на себе си, да постигнете некое ниво, нели, за да бидете изградени личности, за да не имате потреба да ги мразите другите, да ширите говор на омраза и да им кажувате како изгледаат или како требало да изгледаат. Јас би додала дека можеби тајната во тоа, затоа што и тој што ги пишува тие коментари се нервира. Не е дека него, значи он се фрустрира, не има негативна енергија,
Може би тајниот код, дел од тајниот код во тоа да бидеме смирени е да почнеме да бараме сопствената среќа во себе си. Да не очекуваме дека некој друг треба нас да не направи среќни, да работиме на себе си, да се трудиме да си го направиме животот онаков каков што сме си го замислувале. Сите да се трудиме да си ја пронајдеме среќата и мирот и тогаш верувајте ме дека на вистина нема да почувствувате никаква потреба на никој да му се обратите недолечно. Да, и верувам дека секој некој што е изграден, задоволен со себе, среќен, исполнет, дека нема време ниту да седи, ниту да коментира и да пишува најмалку нели лоши коментари, но и да го осудува изгледот на другите, што прават и како прават тие во приватниот живот. И да, дојдовме и до целта на кампањата. Буквално и на крајот од денот денес на интернет просторот е многу едноставно, ако некој ти е антипатичен и не сакаш да го гледаш, постојат многу опции да не ти излегува. Блокирање, бришање од сите профили, едноставно сите сме безбедни. Нема потреба да следам некого кој ме нервира и сакам да му пишувам недолични коментари и да го правам тој понатаму. Само ќе те блокирам и тука завршува приказната. Да, Изабела, многу убаво кажано од ваша страна, одлична иницијатива, супер кампања, ние даваме максимална поддршка, затоа што ние како медиум нели треба да влијаеме и за тој онлайн свет кој што навистина стана едно многу да кажеме токсично место каде што многу луѓе се пронаоѓаат еве нели на ваков начин да си ги излечат своите фрустрации. Ти благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас и доаѓајте на едукативни работилници, представи кои ги работиме на оваа тема и кои се особено важни за сите возрасти. Да, и особено за децата нели од најрана возраст да научат како треба да се однесуваат, како во социјалниот живот, но така и на социјалните мрежи во онлайн светот. Сузе, доколку немаш прашања до Изабела, навистина мислам дека супер одговори ни даде за говорот на омраза и за оваа кампања која што е насловена Омразата директно во корпа. Точно така се сложувам, Иванче, со тебе огромен поздрав до Изабела и од мене и браво за сите овие големи заложби со кои што се организираат ваквите едукативни работилници и представи на кои што и младите, но и повозрасните кои што испуштиле некои битни лекции во својот живот можат да научат како да го смалат и комплетно да го исклучат тој говор на омраза кој што знае да ги поремети сите комуникации помеѓу луѓето и приватни и деловни и така натаму. И ќе се надоврзам на една мисла голема на Мао Цетунг кој што рекол дека човекот најчесто умира од предолг јазик. Кога кажуваме нешто и кога користиме посебно оштри, лоши, кобни зборови, тогаш тука завршува целата комуникација, целата соработка и сите врати автоматски сами си ги затвараме.